Благодарам, председател, ќе почитувам колега, имаме дискутирано на оваа тема, но вистина не сакам многу да одолговлекувам, меѓутоа евака затоа што го спомнавте Велес. Оваа година 19 припадници на турската заедница се имаат запишано во основното училиште Панко Брашнаро, или дечиња кои што влегуваат во прво одделение, меѓутоа согласно Законот за основно образование нивните родители напишале изјава дека тие се согласуваат да учат на македонски јазик. И веќе што ме подпишана таа изјава, тие влегуваат во процесот на образование на македонски јазик. Само едно дете има изразено желба, односно неговите родители, дека сака да учат на турски јазик, меѓутоа условите се такви, не може да се во моментов заради еден ученик не може. Ние како општина имаме понудено во најблиското училиште да се плаќа превоз и така натаму. Што се случи понатаму? Не сакам да никого да обвинувам, меѓутоа понатаму влеговме во еден процес со некоја невладина организација, небитно го заборавив името, каде што сакаа да подметнат еден документ со 15 подписи од родители, каде што се изјаснуваат дека сакаат да учат на својот матичен јазик, на турски јазик. Од сите тие 15 кои што беа подпишани, само еден беше од Велес. Останатите беа од Радовиш, од Прилеп, од Ѓорче Петров, од Драчево и така натаму. И мислам дека тоа е веќе и злоупотреба. Така што навистина кога ќе се создават услови, никој нема против тоа, да се разбере, никој нема против тоа. Тоа е, како што кажавте, уставно загарантирано право, меѓутоа секогаш треба да се почитуваат процедурите. Ме загрижува уште една работа, затоа што имаме па злоупотреба на она што е допуштено од страна на државата во делот на правото на образование на ромските ученици. И затоа и дури имав и забелешка до народниот правобранител. Затоа што имаме многу злоупотреба, имаме едно право кај ромските ученици, каде што при уписот во средно образование 10% од успехот, ако имаат 50 поени освоено по основ на успех, 10% се додаваат затоа што тие се припадници на ромската заедница и автоматски нивниот успех иде на 55 поени. Имаме многу голема злоупотреба и треба малку со тоа да се позанимаваме, затоа што припадници на други етнички заедници се пишуваат декларативно за роми, го злоупотребуваат тоа за да се запишат за некој ајде да речеме, атрактивен смер во средното образование и понатаму пак се декларираат како нивната етничка заедница. Тука малку треба да обрнеме внимание, инаку ќе повторам, немам проблем апсолутно никаков со турската етничка заедница, доколку има услови, јас ви гарантирам дека секаде ќе се премине кон образование на својот матичен јазик. Благодарам.